Вести на Канал 8, добар ден. Детската градинка Павлина Велјанова покренува постапка за целодневно згрижување на деца на училишна возраст меѓу 6 и 10 години. За реализација на иницијативата неопходна е согласност од локалната самоуправа, поради што доставено е соодветно барање, што ќе се разгледува на седницата на Советот, што ќе се одржи среда. Поради интересот за згрижување деца на училишна возраст, а со цел позитивно да се одговори на барањата на нивните родители, детската градинка Павлина Велјанова планира да отвори една група за ваква намена. Постапката за отворање на детската група е веќе започната и се предвидува со неа да се обезбеди целодневен престој за деца на возраст меѓу 6 и 10 години. Функционирањето на ваквата возрастна група ќе биде во рамки на просториите на детската градинка, односно во објектот Звездички што се наоѓа во населбата Усова чешма. Еден од условите за да може да се комплетира постапката е Советот на општина Кочани да даде согласност за тоа, поради што веќе е доставено и писмено барање. Во него стои дека веќе се обезбедени соодветни просторни услови и опрема според пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста, а што е во согласност со Законот за заштита на децата. Дополнително, од Министерството за труд и социјална политика ќе се обезбедат финансиски средства за покривање на трошоците за вработување на еден воспитувач за деца на возраст од 6 до 10 години, што исто така е определено со нормативите за вршење на дејноста. Со оглед дека детската градинка Павлина Велјанова е под директна надлежност на локалната самоуправа на Кочани, неопходно е да се добие согласност за отворање на планираната возрастна група. Писменото барање веќе е на дневен ред на предстојната седница на Советот на општината, што треба да се одржи в среда на 13 ноември. Доколку советниците дадат позитивно мислење, се очекува во најкраток рок да се комплетира постапката за отворање на групата за згрижување деца на училишна возраст. Локалната самоуправа на Кочани дава подршка на граѓанската иницијатива за почист воздух и на протестот што е најавен за сабота. Тоа беше соопштено на средба на представници на граѓанското движење со градоначалникот Николчо Илиев. Представници на граѓанското движење за чист воздух од Кочани имаа работна средба со градоначалникот Николчо Илиев, на која се разговараше за состојбите и активностите што се преземаат за да се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух во општината и регионот. На средбата градоначалникот Илиев ја истакнал поддршката што локалната самоуправа ја дава на барањата на граѓанското движење, а кое најавува организиран протест. При тоа тој информираше за конкретните мерки што континуирано се преземаат за да се спречи горењето и чадот од градската депонија кај Кочани. Беше истакнато дека се преземаат активности за површински третман на депонијата со земја, која се вади од повеќе градежни локации, а исто така се наменети 1.200.000 денари за силиконско затворање на внатрешните жаришта и за спречување на чадењето на депонијата. Градоначалникот Илиев информираше и дека општината е вклучена во проектот за изградба на регионална депонија по европски стандарди, со што депонијата во Кочани целосно ќе се затвори. На средбата стана збори за загадувањето на воздухот поради палењето на страништата и сламата, при што беше нагласено дека се преземаат сет мерки меѓу кои се и собирањето на сламата од која ќе се произведува ѓубрево за посевите, подигање на јавната свест за штетите по животната средина од палењето на страништата, како и поддршка за доследно изрекување казнени мерки за лицата кои ги палат нивите. Градоначалникот Илиев информираше дека се формирани 4 инспекциски тима со двосменска работа како дополнително засилување на општинската инспекција за животна средина и се најавува дополнителен мониторинг на состојбата на воздухот во Кочани. Кај надлежните државни инспекторати се инсистира тие совесно да интервенираат и да донесуваат решенија за фирмите што имаат А и Б интегрирани дозволи, а со последното решение од инспекторатот за животна средина на кочанска фирма и е даден рок за поставување филтер на оџакот. Представниците на граѓанското движење за чист воздух во Кочани ги истакнаа иницијативите за кои тие сметаат дека се соодветни за побрзо справување со загадувачите на воздухот. При тоа го повикаа градоначалникот и општинската администрација да се вклучат во протестот за чист воздух што ќе се одржи в сабота во 11 часот. Под контрола е состојбата со епидемијата на заразна жолтица во Кочани.
Бројката на заразени подолго време е 35 лица и нема ново заболени. Превентивните мерки и понатаму остануваат исти, да се зголеми личната и колективната хигиена. Полека но сигурно се смирува епидемијата на заразна жолтица во Кочани и регионот. Бројката на заразените лица изнесува 35 и полека стагнира, односно таа бројка се задржа подолго време, што укажува на фактот дека се смирува состојбата и е под контрола, информира доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог во Центарот за јавно здравје. Ново заболени нема, а заболените се препратени на инфективно оделение во Штипската клиничка болница и се следи нивната здравствена состојба, и веќе голем дел и од нив се пуштени на домашно лекување. Паралелно и понатаму засилени се превентивните мерки, посебно во училиштата, каде што се прави дезинфекција, и таму каде што имаше најголем број заболени и од каде што беше изворот на заразата, односно жителите на улицата Стамен Манов во Кочани. Во училиштата е поделен едукативен материјал за правилно миење на рацете со сапун и со хигиенски исправна вода, по секое користење на тоалет, пред и во текот на подготвувањето на храната, како и пред секое конзумирање на намирници. Сосема е доволно да се спречи контактното ширење на оваа инфекција. Инаку, доктор Николов истакна дека за да се спречи ширењето на епидемијата, лекарите алармираа на подобрување на личната и колективната хигиена. Рацете треба темелно да се мијат најмалку 20 секунди. Доктор Николов истакна дека не е прв пат во источниот регион да биде прогласена епидемија на заразна жолтица. Во претходните години епидемија на хепатит А беше прогласена и во Виница, Пехчево и Берово. Вирусниот хепатит А, или позната како болест на нечисти раце, е заразна болест која може да се појави и во епидемиска форма, особено во лоши санитарно-хигиенски услови. Причинител е РНК вирус, кој може да се најде во столицата, крвта, жолчката, а поретко и во урината на заболениот. Главно се пренесува по фекално-орален пат на пренесување од човек на човек, односно директен контакт, кој се остварува преку раце контаминирани со фецес во кој се наоѓа вирусот. Симптоми на болеста се покачена температура, слабост, губиток на апетит, гадење и повраќање, а понекогаш и диарија. Комуналното претпријатие Водовод ќе набавува нови водомери за отчитување на потрошената вода кај стопански објекти. За таа цел планира да вложи околу 20.000 евра, а покрај уредите кои се со различен капацитет за мерење на потрошувачката на вода, планирано е да се набават и резервни делови за нив. Комуналното претпријатие Водовод планира да продолжи со осовременувањето на контролата на потрошувачка на вода од водоводната мрежа, со поставување современи уреди за мерење и далечинско отчитување. Со таквиот начин на мерење треба да се обезбеди попрецизно и полесно добивање на резултатите од потрошувачката на вода кај правните субјекти. Според техничката спецификација на тендерската постапка за јавна набавка, што е објавена деновиве, од сметката на предпријатието е планирано да се потрошат над 1.200.000 денари. Со нив е предвидено да се набават повеќе млазни водомери со сув механизам, оспособени со модул за далечинско електронско отчитување, како и ултразвучни, индустријски, волуметриски и комбинирани водомери, со различен пречник, односно капацитет на проток на водата. Рокот за пријавување на тендерската постапка со која треба да се одбере најповолниот понудувач трае до 21 ноември. Со избраната фирма ќе се склучи рамковен договор, според кој таа ќе треба да ги испорачува водомерите во наредните 12 месеци. Дополнително, со набавката е предвидено да се обезбедат и резервни делови, односно стакла за новите и постојните водомери. Поставувањето на опремата со далечинско отчитување се смета за оправдана инвестиција заради унапредување и осовременување на системите за водоснабдување. На тој начин се обезбедува редовно читање на потрошената количина вода, без да се бара присуство на сопственикот. Освен тоа се добиваат и информации за дефектите во мрежата и како и за неовластено манипулирање со водомерите. Со света Златоустова литургија и голем народен собир беше одбележан празникот посветен на светиот Димитрий Солунски, кој што воедно е и празник и заштитник на општината Зрновци. Голем број верници присуствуваа на чествувањето и подигаа панагии за здравје. Владиката Иларион изврши преосветување на црквата поради незиното реновирање и фреско живописување.
Со вечерна богослужба наспроти празникот и со света златоустова литургија во Зрновци беше одбележан големиот христијански празник, посветен на светиот Димитрий Мироточив Солунски, кој што воедно и храмова слава на истоимената црква и празник на општината Зрновци. На литургијата служија свештениците од Брегалничката епархија и надлежниот митрополит Иларион, кој меѓу другото ја преосвети црквата после нејзиното реновирање на подот, внатрешно и надворешно уредување, како и фреско живописување. Воедно парохијскиот свештеник Лазар Коцев, кој долги години служи во црквата во Зрновци, беше произведен во протојереј. Владиката Иларион, зборувајќи за светиот Димитрий, им го честиташе празникот на сите верници и рече дека примерот на свештеникот Коцев и градоначалникот на Зрновци, кои се залагаа за реновирање на црквата, треба да го следат и други свештеници и да потикнуваат изградба и реновирање на православните храмови. Воедно благодарница му додели и на домакинот на црквата Милан Заов, кој несебично секојдневно помага во неа. Но неговите свети мошти, неговото присуство, неговиот дух е присутен помеѓу сите народи во светот, не само помеѓу православните, туку и помеѓу сите луѓе кои што го барат Бога, кои што го исповедуваат Бога, на сите ни покажува милоста Божја и на сите им дава исцеление, укажувајќи и покажувајќи дека Христос Бог е вистински Бог и единствен. Бидејќи тој кој исповеда Христа, тој посведочи за Христа, тој посведа доброволно за Христа и Христос Бог него го прослави и го прославувајќи го прославува до свршетокот на светот. Од ова свето место би сакал на градоначалникот, на општината, на мештаните и на сите луѓе овде кои што живеат и кои што се присутни да им го честитам празникот, посветен на светиот Димитрий Мироточив, закрилникот и чуваното на ова населено место, на ова општина, на сите оние кои што има домашна слава и кои што го носат името. Би сакал да се заблагодарам на нашиот отец Лазар, парохијскиот свештеник, кој што во најубавите години од својот живот направи голем подвиг и го посвети своето време тука на овој храм да се возобнови, да се преупреди, да се фреско живописа и целосно да се реновира не само храмот, внатре, туку и целиот двор и сите пропратни објекти околу него за слава на Бога. И градоначалникот Станков ги поздрави и им го честита празникот на сите верници. Денес во слава и чест на патронот на општина Зрновци, светиот великомаченик Димитрije, со се народна духовна радост го прославивме празникот, помогнати заедно со Македонска православна црква. Ја во оваа прилика сакам на сите граѓани да им го честитам патронот, да им посакам многу здравје и среќа во животот. По завршување на литургијата беше пресечен и славскиот колач и други погачи, а оние кои имаа куќна слава или го слават својот именден, подигаа панагии за здравје и бараа молитвено застапништво од светиот чудотворец Димитрий. Одбележувањето на празникот на општината продолжи со празнична трпеза, а чествувањето го збогатија и младите членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов со членовите од играорната група во Зрновци, кои се представија со ора и песни пред присутните. И за крај информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 12-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое Осогово ќе гостува во Кавадарци на средба со Тиквеш. Во првата фудбалска лига за жени, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домаќин на екипата на Љуботен од Тетова. Првенството во втората фудбалска лига продолжува викендов со одигрувањето на редовното 12-то коло. Кочанскиот второлигаш Осогово ќе има тешка задача на гостувањето во Кавадарци против Тиквеш. Сезонова кавадарчани се меѓу подобрите тимови во лигата и меѓу аспирантите за врвот. Потврда за тоа е што во моментот се наоѓаат на четвртото место на табелата со 21 бод, 4 помалку од првопласираната Беласица. Кочанскиот второлигаш пак е во незавидна положба, на самото дно со 6 бода. По минатонеделниот пораз на домашен терен од Штипска Брегалница, шансите за извлекување од дното стануваат се помали, поради што спласнат е и оптимизмот оти би можел да се обезбеди опстанок во второлигашкото друштво.
Средбата со Тиквеш во Кавадарци жолто-сините ја играат в недела со почеток од 13 часот. Во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, викендов ќе се игра 9-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани ќе биде домакин на тимот на Љуботен од Тетово. По минатонеделните 3 бода против Плачковица, оваа средба е нова шанса за нашите девојчиња да ја остварат и втората победа во овогодишното првенство. Тетовчанки се предпоследни, без ниту една победа или нерешен резултат, така што може да се очекува со рутинирана игра ЖФК Кочани на своето салдо да прокнижи вкупно 7 бода и да се приближи на средината на табелата. На рака на нашите фудбалерки им оди и тоа што директните конкуренти Борец и Атлетико ќе играат меѓусебен дуел, со што нашиот тим има можност да се најде пред еден од нив. Средбата на стадионот Никола Мантов против Љуботен ќе се игра в недела со почеток од 13 часот. Почитувани, тука ја извршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.